Овие тројца работат за партии што не признава македонска нација. Разликата меѓу нив е кој ќе кради појќе, кој ќе кради помалку. Ја да ви кажам, слушнав 14 километри кабел е употребен за гимназијава. Имаме преку 10.000 станови нови во Охрид. Немат капацитет, ме разбираш, ни водовод, ни одвод за тие станови. Ова ти е крчма без стопан Охрид, ме разбираш, и секако нема никој да одговарат. Пак да ги гласате нив. 30 години ги гласате, истиве луѓе сакате други резултати. Со такви ќе добиете такви резултати. Ме разбираш, некој од нив ќе кради појќе, некој ќе кради помалку. Сите ќе ве крадат. Да знаете, само јас независниот одам по патот Божи и не сакам арамо ништо. Мене од никого. Ти одам алал да си работиме кој што треба, честно, демократски, ни се исели пола град Берлиџ од вакви корумпирани што ги гласате вие. Срам да ви. Да клаеме знаменце овака луѓе, да знаеме кој представува кого. Вака луѓе, Република Македонија и Охрид во случајов доживеа едно од најтешките прекршувања на уставното уредување на државата. Избришаа македонска нација, јазик, култура, видете си на личните карти пак што сте по националност. Граѓани, а бевне македонци, така? Го изгубивне идентитетот, се одрекоја овие од културата наша, што цело време ја зборува во Охрид. Која култура бе? Не постои култура македонска во Охрид. Те молам не ме прекинувај, моје време е, така? Те молам не ме прекинувај. Значи вака, треба луѓе да сте надпросечно глупи, да гласате за партија што ти е поважна од Македонија, да гласат за овие што те множат со нула. Шајн, дивоградбите во Охрид, како и самата дивоградба Северна, се нелегално поставени и како такви морат да бидат струшени. Ако не е можно со булдужер луѓе, тогаш ќе го срушам по примерот на Еди Рама, да знаете. Може човек, да ви покажам како човек со интегритет и решителност може да се справи со дивоградбите во Охрид и со главната дивоградба Северна.